23-годишен штипјанец е најмладиот пациент со заболено срце. За среќа болест е откриена на време и истиот е подложен на интензивно лекување. Може би сме една од лошите земји кои имаме висок процент на кардиоваскуларни заболувања. Пример ќе дадам и нашиот град, кога оваа недела имавме срцев удар кај млад пациент од 23,5 години, што значи аларм. Да прекинеме со пушењето, да живееме здраво, да дадеме напори секој преку моето срце, сам за себе и преку твоето срце да ги советуваме оние што се блиску до нас да на денешниот ден и цела година внимаваме на оваа зла појава на 21. век. Жестокото темпо на катадневната живеачка, континуираните стресови, но и консумирањето на нездрава храна се дел од главните причини да попушти еден од највиталните човекови органи. Светската здравствена организација вели правилна исхрана, балансирање на исхраната со избегнување на солите, на внимавање на калориите и на маснотиите. Светската здравствена организација вели луѓе внимавајте на физичката активност, големете ја, гледате да имате 5 дена во неделата по 30 минути физичка активност, понатаму внимавајте на вашите, знаете си ги бројките на вашите притисоци, шеќерот, мастите, за да можете да ги контролирате. Превентивата е најдобрата и најефикасна заштита од кардиоваскуларните заболувања, дециден е нашиот соговорник. Ние сепак сакаме да дадеме акцент на превентивата, бидејќи таа е се. Значи не сакаме да дојдеме до болно срце. Меѓутоа кога ги заболи, максимална контрола на состојбата, максимално придржување на хигиено-диететскиот режим, односно на начинот на исхрана, на движење и другите моменти кои ќе се дадени од докторите, како и редовни контроли и примање на терапиите кои се пропишани според водичите кои се сега унифицирани во светот за лекување на ваквите болести. 7 од 10 пациенти во Штип се жалат на кардиоваскуларни проблеми. Смртноста поради овие болести пред се на срцето го надминува процентот од 60%, кај морталитетот во општината. Затоа се почести и погласни се апелите на денешниот светски ден на срцето, колку што е можно да се води здрав начин на живење. Мотото годинава е моето срце, твоето срце, советувањето дека истото ќе го одржиме здраво.